Дополнителната давачка за фирмите која на брза лента влезе во собраниска процедура може негативно да влијае врз даночното окружување, да донесе правна несигурност и да ја стимулира сивата економија. Експертите предупредуваат дека туркањето на закон на мала врата кој ќе важи за минатата година, без научна дебата, може да доведе до негативни последици за македонската економија. Но се чини дека најголемиот проблем е што ваквото ново законско решение или оптоварување, ново даночно оптоварување се носи не само по скратена постапка, туку се носи во јули оваа година за да важи за претходната година, за добивките кои што се направени во 2022. Значи сметам дека ваква практика на ретроактивно дејство на ваквите законски регулативи може да внесе правна несигурност, што пак негативно може да се одрази на деловното обкружување во Република Македонија. Шоповски подсетува дека владата си има обврзано дека за секое ново даночно оптоварување граѓаните ќе бидат известени најмалку 6 месеци пред да стапи во сила, а законот за данок на екстра профит влезе во собрание без претходна дебата и без да се стават на вага негативните и позитивните аспекти. Шоповски предупредува дека и точно мора да се знае каде ќе се потрошат парите кои ќе се соберат од даночната реформа. И транспарентноста во трошењето и функционирањето на државните институции во голема мера влијае на на степенот на даночната евазија и на даночниот морал, што пак е особено значајно во износот на тие даночни приходи кои ќе бидат приберени. Во случај кога отсуствува таква анализа и кога на мала врата се туркаат решенија, многу лесно може да се сгреши и негативните последици да значајно да ги надминат позитивните. Од данокот на екстра профит, владата планира да собере околу 76 милиони евра во државната каса, а овие пари требало да помогнат за антикризни мерки за следната зима. Данокот ќе ги опфати фирмите кои оствариле поголем профит од 10 милиони евра годишно и кои во 2022 направиле добивка која е поголема за 20% од добивката во 2018, 2019 и 2021, додека 2020 не се зема во предвид како исклучително тешка. Даночната стапка за добивката ќе биде 30% наместо сегашните 10%, што е 20% поени дополнително даночно оптоварување. Од владата тврдат дека данокот бил од општ интерес за сите граѓани и е базиран на начелото на еднаквост. Бизнес заедницата остро го критикува. Стопанските комори бараат да се повлече зашто законот представува казна за оние кои успеале да одржат кондиција во најкризните моменти. Владата сега го турка законот по скратена постапка со европско знаменце за да ги заобиколи стотиците амандмани кои ги најавуваше опозицијата која го дели ставот со бизнес заедницата дека ваквото решение е противуставно и е на штета и на компаниите и на граѓаните.